Гледате 360 степени. Еве ги темите за кои го бараме вашето внимание во следните 50 на минути. Ноќниот живот во Скопје по полноќ по контролите поради трагедијата во Кочани. Дали работите или не? Не. На неодредено или? Зошто не работат и оние што имаат легални лиценци? Ова е мапата на земји што дали или понудиле помош преку механизмот за цивилна заштита на ЕУ по ужасниот пожар. Овде значи Полска и транспорт и хоспитализација. Романија, например, транспортираше. Луксембург 2 пати транспортираше без да хоспитализира. Како функционира механизмот во пракса? Фирмата Топлина од Охридско подмолје со 95 вработени предводи конзорциум од компании со вкупно 1439 вработени кои стигна до бизнис во Рек Битола од 25 милиони евра. Подизведувачот добил 61% од изградбата на 5 базени со државни пари, иако со закон е дозволено да се префрлат најмногу 30% од вредноста на работите. Во така нареченото кабаре Пулс во Кочани загинаа 59 лица, уште 196 беа повредени. Директна причина за трагедијата според истрагата е употребата на пиротехника без дозвола во објект што не само што бил изграден од лесно запаливи материјали, туку не исполнувал ниту еден од основните стандарди за противпожарна заштита. Одговорност се бара и од лица кои со постапување или непостапување дозволиле Пулс да работи. Скопје има околу 20 пати повеќе населени од Кочани, па и логично е што главниот град има повеќе дискотеки, ноќни клубови и кабареа. Или поточно имаше. Михаил Милошевски и Владко Чаловски излегоа во потрага по полноќна забава на местата кои до вчера организираа журки и концерти. Дискотеката Пулс во Кочани немала хидрантска мрежа, немала хидрант во употребна функција, ниту пак во објектот имало доволен број противпожарни апарати според квадратурата. Имало 2 врати, но онаа што требало да биде само излез, одвнатре била преградена со гипс картон и звучна изолација, а однадвор заклучена со катанец. Немало дозвола ниту за пиротехниката, а објектот немал лиценца да работи како кабаре. Сето ова се официјално утврдени факти, кои веќе ги соопшти обвинителството. Како е објектот ради обшто со толико пропусти? Тоа ќе испитуваме. Па нису баш мали пропусти. Не. Пропустите се навистина големи, можем да кажам дека тоа е веќе ерозија на системот. Таков каков што е, системот веднаш тргна во контроли на ноќните клубови, дискотеките и кабареата низ цела земја. Согласно овие контроли, на увид се приложени лиценци за вршење на угостителска дејност, кои што се со важност и тие се 22 на број на цела територија на државата. Првиот викенд по пожарот во Кочани тие не работеа, бидејќи беше прогласена 7-дневна жалост. Но изминатиот викенд требаше да работат, па излеговме во контрола и ние. Некаде пред полноќ во петок или сабота е вообичаеното време за подготовка за излез во ноќен клуб. Ние го избравме петок, а излеговме околу 23 часот и 30 минути, откако престана поројниот дожд. Спремен ли си? Кај почнуваме? Па од парк ја мислам да тргнеме, па да проверуваме. Мислиш ке работи нешто? Па искрено. Почнавме од градскиот парк. Прво до дискотеката Пјур. Вообичаено во петок или сабота, тука има редици луѓе кои чекаат пред влезот. Овој пат наидовме на затворени врати и по некое запалено светло. Здраво! Да ве прашам, дали работите или не? Не? На неодредено или? Колку ви фали? Добро, ви благодарам. Ете, дојавме и потврда дека не работат, ама не ни кажа дали е само вечерва или на неодредено време. Да провериме и друга врска. Близу до Пјур се наоѓа култната Маракана, локал кој со децении нуди рок забави до утринските часови, но паркингот празен, такси станицата празна, музика нема, луѓе нема. Само неколку улични светилки фрлаа бледа светлина врз мокриот асфалт. Приближувајќи се до влезот,
Не пречекаа спуштени решетки на вратата од клубот. Да провериме. Кога работи, да слушај гузби. Обично ова време, секој викенд е веќе галама. И прв знак дека не работат е и паркингов што е празен. Но обично дека нема место каде да се паркира кола во ова време. Ништо, одиме понатаму. Следна дестинација центар на град. Продолживме кон следна локација. Додека возевме низ градот, изгледаше како да сме излегле во ден кога ноќниот живот е ставен на пауза. А понашто го воочивме на терен, на пауза беше ставен и ноќниот живот во клубот -1. Отворено е, Па, патници прашат, ми делува дека не е отворено и други луѓе пробаат да влезат, не е отворено. Патници имам странци, не знаат дали е отворено. А бара диско негде у градов странциве? Нема ништо отворено? Стварно не знам и ја. Но не беа само туристите кои го проверија клубот. Ова е уште еден од клубовите кои вообичаено го краси ноќниот живот на град Скопје, но вечерва и тој е затворен. Бевме сведоци и на туристи кои што се обидоа да влезат, но безуспешно, а имаше обиди од надлежните институции за инспекција, меѓутоа клубот е затворен. Тоа беше наша прва, но не и последна средба. Движејќи се од едно на друго место, повторно ги сретнавме возилата на екипите од МВР и Државниот азарен инспекторат. Најневообичаената слика вечерта беше пред станица 26. Зад мене се наоѓа еден од двата клуба за кој јавно беше обзнаено дека поседува лиценца за работа. Но вечерва клубот е затворен, а пред вратите ги нема вообичаените редици како во минатото. Следен за проверка беше локалот на соседната улица кој исто како и ово има важечка лиценца за работа. Има еден дечко на шанта. Ај пробај. Не? Мафнал е дека не работи. Но и таму вратите беа затворени. Единствени минувачи беа залутаните таксисти кои веројатно очекувале поголема фреквенција. По овие неуспешни обиди, последни за проверка на листата ни беа два клуба во друг дел од Скопје. Одиме во аеродром да видиме тие дали работат. Се надевам дека работат, бидејќи ако не, на крај ќе излезе дека буквално ниту еден клуб не работи во Скопје. Се приближуваше 2 часот по полноќ, а и на овие локации немаше знаци дека има забава. Ова не знам дали работи Hall of Legends или не работи. Затворено? Затворено е ова. А пишува од 20 часот до 5 часот дека работи. Клуб. Па установивме дека буквално ниту еден не работи вечерва. Се на се, проверивме 7 објекти на 4 локации во Скопје. Ниту еден не работеше. А дека сите овие објекти, уште неколку други си работеа без проблем до пожарот во Кочани, сведочат нивните профили на социјалните мрежи. Па прашањето кое се поставува е колку ноќни клубови, дискотеки и кабареа во Скопје имале лиценца. Според регистарот кој Министерството за економија го објави по пожарот, во главниот град само 2 објекти имале важечка лиценца. Тоа се клубовите Станица 26 и 1212, кои добиле лиценца на 29 јануари оваа година, а имаат рок на важност до 29 јануари 2026, со оглед на тоа дека лиценците важат една година. Датумите се идентични, бидејќи газдата на двата клуба е ист. Ова значи дека сите останати ноќни клубови во Скопје кои работеле вечерта кога изгоре Пулс во Кочани, тоа го правеле без лиценца. Па побаравме неколку сопственици за да ги прашаме зошто и како работеле на диво.
Одговори до затворањето на овој текст не добивме од ниту еден, но фактот дека викендов не работеше ниту еден клуб во Скопје ја отвора дилемата. Зошто и тие што имаат лиценца не работеа? Ова прашање го упативме на единствената фирма со лиценцирани клубови. Нивниот став дека сега е несоодветно време да се работи во услови на тага, пред се поради трагедијата во Кочани. Воедно, Владимир Блажев е дел од програмското уредување на забавниот дел на нашите клубови и во време кога закрепнува, не би сакале да организираме забави. Клубовите станица 26 и 12-12 се секогаш отворени за соработка со државните институции во поглед на сите неопходни прашања поврзани со функционирањето. Дополнуваме дека дополнително ќе одлучиме кога ќе отвориме за јавноста, но секако не пред да поминат 40 дена од трагедијата која ја потресе државата. Уште следниот ден по пожарот објавивме дека во земјава постојат минимални технички услови кои треба да ги исполнува еден објект за да биде ноќен клуб или кабаре. Но и дека регулативата е таква што барателот на лиценцата пополнува лист од неколку страници, во кој тврди дека исполнува одредени услови, на што потоа самиот се потпишува. Никој не го проверува дали е тоа вистина, пред да почне да работи. Така е од 2008 година, кога тогашното мнозинство во собранието ја укинало обврската, потврдата да ја дава државниот пазарен инспекторат. На ниво на држава пак, според списокот што го објави Министерството за економија, само 23 клуба имаат валидна лиценца. Но според досегашните проверки, лиценцата и не е некоја гаранција дека условите се исполнети. Колку неправилности се утврдени кај ноќните клубови, кабареата и дискотеките кои имаат лиценца? Прашавме во владата. Од страна на државниот пазарен инспекторат утврдени се одредени неправилности кај вкупно 15 правни субјекти, додека пак кај останатите правни субјекти постапката е во тек. Кај сите угостителски објекти кои имаат важечки лиценци, како и кај другите угостителски објекти за кои не е потребна лиценца за вршење на угостителска дејност, во координирани акции со други надлежни институции се вршат инспекцијски надзори со цел утврдување на минимално техничките услови. За Пулс има истрага, ќе има и обвинение, а потоа и судење. Дали, кој и како ќе биде казнет, рано е да се прогнозира. Но што со оние кои работеле исто како Пулс, некои на километар или километар и половина воздушна линија до зградата на владата? Од Илинденска, два меѓу другото ни одговорија. Во овој момент за сите утврдени неправилности или неисполнување на минимално технички услови се употребени сите правни можности кои стојат на располагање, како што се забрана за вршење на дејност и или одземање на лиценца, а за тие кои работеле без лиценци, доколку се утврди дека функционирале во минатото, ќе се употреби мерката забрана за вршење дејност и соодветни платни налози. Индиректно може да се заклучи дека речиси сите посетители на ноќни клубови, дискотеки и кабареа низ целата држава излегувале во објекти кои најчесто не ги исполнувале условите за таква дејност. Гостите во Пулс на 16 март 2025 година, за жал, нерегуларностите ги платија со своите животи. Тоа што бројот на загинати по трагедијата во Кочани не порасна во меѓувреме, се смета дека е резултат меѓу другото на транспортот на значаен број повредени и на лекување во други земји. Дел од нив беа згрижени во билатерални аранжмани со соседните и други држави, а дел преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија. Како функционира овој механизам и што конкретно возможи во случајот со Кочани, од сторијата на Зоран Јовановски. Ниту една земја во Европската унија, ниту една земја во светот не може сама да се справи со толку голем број жртви со тешки изгореници. Ова го порача поранешниот министер за здравство на Романија, Влад Војкулеску, на кобниот 16 март, кога Македонија се соочи со најтрагичниот настан во поновата историја – пожарот во Кочанското, така наречено кабаре Пулс. Војкулеску повика земјава веднаш да го активира механизмот за цивилна заштита на Европската унија и да не ја направи истата грешка како Романија во 2015 година. Тогаш, по пожарот во ноќниот клуб Колектив во Букурешт, земјата доцна го активирала овој механизам, што резултирало со загуба на животи кои можело да бидат спасени. Каква е постапката за активирање на овој механизам?
кој уште еднаш се покажа како спасувач на животи и зошто е ефикасен. Одговори побаравме од Дирекцијата за заштита и спасување, која е контакт точка за негово активирање во земјава. Во случајот на Кочани, механизмот е активиран околу 12 часа по пожарот, по одлука на владата. Механизмот го активираме со испраќање на мејл до Центарот за координација на одговор при катастрофи на Европската Унија. Тоа е еден оперативен центар кој што работи 24/7. Тој мејл потоа државите го препраќаат, односно Центарот го препраќа до државите членки на Европска Унија и државите кои што се членки на механизмот за цивилна заштита, како што сме ние, и тие на основа на барањето нудат помош согласно нивните капацитети со кои располагаат. Тоа оди многу брзо, многу оперативно и кога ние ќе добиеме понуда од некоја држава, формално треба да ја прифатиме. Тогаш почнала интензивна координација меѓу институции, министерства, амбасади. Кога и од која земја ќе стигнат транспортни летала и медицински тимови и каква логистичка поддршка им е потребна. Ова е сите држави што дале, што понудиле помош преку механизмот. Значи, со светла боја се оние што понудиле помош, меѓутоа од овие не сме прифатиле. Со темно-зелена боја се тие што понудиле помош. Овие со авиончето се што обезбедиле транспорт. Овде, значи, Полска и транспорт и хоспитализација. Романија, например, транспортираше. Луксембург 2 пати транспортираше без да хоспитализира. Што се бараше конкретно од нас како држава која бара помош, требаше да доставиме иницијали и датум на раѓање на пациентите. Нормално листите ги подготвуваше Министерството за здравство согласно приоритетните потреби. Потоа се доставува и медицинските извешти за државите нели да имаат сознанија со каков тип на пациенти располагаат и каква нега првична е потребна за нив. Во случајот со Кочани преку механизмот на ЕУ, вкупно 40 пациенти се пренесени на лекување во некои од европските земји. Тоа се околу 20% од повредените во пожарот. А пред Кочани, истиот механизам беше активиран во 2007 година, уште пред да станеме членка, за помош при гаснење шумски пожари. Потоа, алармот беше вклучуван 2 пати последователно поради поплави, за оние во Тетовско во 2015 и во Скопско во 2016 година. Во 2019 механизмот бил вклучен поради пожари, следната 2020 поради COVID-19 пандемијата, во 2021 пак за пожари, во 2022 за репатриација на македонски граѓани од Украина и лани повторно за пожари. Или, земјава досега го активирала ЕУ механизмот 8 пати. Од 2019 па навака не е активиран само една година, во 2023. Во случајот со Кочани, механизмот и натаму е отворен, велат од Европската Унија. Механизмот за цивилна заштита на Европската Унија ќе остане активиран се додека Северна Македонија има отворена потреба за помош која е во надлежност на механизмот. Во овој конкретен случај Северна Македонија добива понуди за медицински третман и медицински транспорт од Скопје до болниците во земјите приматели. Преку механизмот на ЕУ, во странство се лекуваа или натаму се лекуваат 40 пациенти, но вкупната бројка на пациенти кои беа или се згрижени надвор од земјава во еден момент достигна до 115. Разликата од 40 до 115 е бројот на пациенти за кои некои земји понудија, дадоа и се уште даваат поддршка во директен контакт со македонските власти. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски вели дека првата билатерална поддршка стигнала од соседите Грција, Бугарија и Србија. Беше многу сложено. Не сакам да користам збор како тешко, затоа што сметаме дека со тоа што го правевме не само тој ден, туку неколку дена последователно, помагавме да се спасат животи, да се помогне на луѓе на кои што им требаше помош и на крајот од денот. Затоа сме ние платени и ангажирани да работиме во интерес на државата и на нејзините граѓани. Во голема мера беше потребна и активација на лични релации, често, кои што ги имаме на ниво председател со председател, премиер со премиер, во голема мера јас како министер за надворешни работи со мои колеги министри за надворешни работи. Тој вели дека голем дел од трошокот за лекувањето на повредените во странство ќе биде покриен од самиот механизам на ЕУ, а остатокот некои земји понудиле да го покријат преку директна помош. Еден таков пример е, например, примерот со Австрија покрај другите земји, Литванија и така натаму, сите земји, значи, дадоа директна помош. Има и други форми на билатерална помош. Тука како пример на тоа ја издвојувам
помошта која што ја дадоа Чешката република, Израел со испраќањето на своји специјализирани медицински лица, значи они го организираа и авиопревозот за тие лица, нивниот престој тука, тие во голема мера често носеа и нивна специјализирана опрема, например, израелците, докторите беа голем број од нив пластични хирурзи и тука вршеа и соодветни интервенции. Земјава на располагање има и други механизми за помош при кризни ситуации, како оној на НАТО. Но кога се активира, тој ги алармира и подалечните НАТО земји како Соединетите Американски држави и Канада. Па во случајот со Кочани, далечината не би била во полза на рационалноста и итноста. Има и други можности. Во касарната Илинден во Скопје е командното седиште на Балканските медицински наменски сили. Тоа е меѓународна единица составена од припадници на армиите на 6 земји: Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија, поддржани од Норвешка, САД и Европската Унија. Командант е полковникот во Српското министерство за одбрана и кардиолог-интернист Велјко Милич. Тој во Македонија упатен да ја врши таа должност 2 години. Единицата е формирана во 2016 година, а од 2019 е во полн оперативен капацитет. Со неја раководи управен одбор во кој има по еден представник од сите 6 армии. Тие одлучуваат и за активација на единицата. Како се врши активирање? Земја која има потребу за збринјавање пациjenata, односно повреđenih или оболелih због неког изненадног дешавања, je preko svojih članova upravnog odbora ili direktno preko čermena, odnosno predsjedavajućeg upravnog odbora, koji je sada trenutno predstavnik Makedonskog ministarstva odbrane, znači upućuje zahtev, a vrlo brzo posle toga se organizuje videokonferencija u najkraćem vremenskom roku i доноси се одлука о активирању болнице. Болницата за која говори полковник Милич е монтажна, која се поставува на местото на кое се случила непогодата како земјотрес, пожар, поплава и слично. Во случајот на Кочани, сепак овој механизам не бил активиран, бидејќи се потребни до 48 часа за да се постави болницата, а природата на повредите на настраданите во Кочани барала итен и поинаков третман. Но силите помогнале со меѓународната координација, особено на почетокот. Зашто su se u stvari formirale balkanske medicinske snage? Zato što vi znate da su sada resursi naših država smanjeni. Na ovaj način mi možemo da odgovorimo ovakvim izazovima, jer svaka od država koje učestvuju u balkanskim medicinskim snagama ima određene module koje priključuje i mi funkcionišemo kao celina. Ali da bi funkcionisali kao celina, moramo da imamo neke zajednička pravila ponašanja i rada. Tu je potreba da svaka rotacija koja traje 2 godine svoju bolnicu sertifikuje da ona radi po NATO pravilima. Сумирано, членството во НАТО, членството во регионални иницијативи и особено кандидатскиот статус за ЕУ значат дека на земјата има кој да ја помогне кога ќе биде најпотребно. Таа помош повеќе пати е покажана на дело. Но нашата соговорничка од Дирекцијата за заштита и спасување порачува. Ние не треба да бидеме држава која што е зависна од меѓународна помош, туку да ги зајакнуваме своите ресурси, односно конечно да ги научиме лекциите после секоја катастрофа и да не ги повторуваме грешките. Ако државата покаже дека научила лекција, засега тоа е од искуството на Романија. По пожарот во клубот Колектив во Букурешт, таа вечер починале 27 лица, а за 146 била потребна итна хоспитализација. Сите биле згрижени во локални болници. Романија го активирала ЕУ механизмот дури 6 дена подоцна, откако почнал да расте бројот на починати меѓу повредените. До крајот на третата недела по пожарот, бројот на починати во болница се искачил на 33, што го крива вкупниот биланс на жртви на 60. Во неделите и месеците потоа, како жртви на пожарот, се додадени уште 4 лица, за конечен биланс од 64 мртви. Во пожарот во Кочани загинаа 59 луѓе, а речиси 200 беа повредени. Тешко повредените веднаш беа префрлени во Скопје, а оттаму уште истиот ден прво во Грција, Бугарија и Србија, а потоа и во други земји.
Досега не почина ниту еден од повредените. Надежите се дека навремената реакција и помош ќе придонесат така и да остане. Останува да се научи потешката лекција. Трагедија како во Кочани никогаш да не се повтори. Ангажманот на приватна механизација за ископ и транспорт на јаглен во рек Битола со децении е еден од највносните бизниси со државата. Низ годините со овие договори се врзуваа различни контроверзии и сомнежи за корупција. Последниот голем тендер го доби Топлина, фирма со седиште во охридското село Подмолје, релативно мала, како предводник на конзорциум во кој има компании гиганти. Ова е само еден аспект што го анализира колегата Александар Димитриевски за оваа јавна набавка во сторијата што следува. Овие кадри од големи оджаци од кои излегува густ чад се најчестиот синоним за рударско-енергетскиот комбинат Битола. Многумина не знаат дека тоа што излегува од нив всушност е само пареа од водата која се загрева за да ги врти турбините кои така произведуваат електрична енергија. Водата се загрева со согорување јаглен. Јагленот пак доаѓа главно од рудниците кои ги управува рекот. А за ископ и транспорт на јагленот веќе 2 децении државната фирма наместо своји машини вработени користи приватни, кои ги најмува преку тендери. При крајот на минатата година новото раководство на ЕСМ го раскина договорот со Марковски компани, фирмата која дотогаш копаше јаглен и јаловина за потребите на рек Битола. Причините за чекорот беа ненавремено и неквалитетно извршување на договорот. Тој договор беше потпишан од страна на претходното раководство пред смената на власта. Од тогаш и почна процесот за изборот на нова фирма. За тие што не слушнале или прочитале, минатата недела стигна известувањето дека по еден пропаднат тендер Електрани Северна Македонија избра најдобра понуда на јавната набавка за ископ на јаглен и јаловина за рек Битола во следните 12 месеци. Станува збор за тендер чија вредност може да достигне 25 милиони евра. Пристигнале само 2 понуди, а за подобра била избрана онаа на фирмата Топлина, чие седиште е во охридското село Подмолје. Која е Топлина? Централниот регистар вели, фирма основана во 2004-та. Во 2023-та, која е последна година за која има достапен годишен биланс, имала просечно 95 вработени и приходи од околу 12,6 милиони евра. Ова значи дека Топлина во 2023-та имала двојно помалку приходи цела година, отколку што тежи тендерот што го доби. Фирмата има искуство во рек Битола, беше подизведувач на Марковски компани токму во договорот раскинат поради ненавремено и квалитетно исполнување на обврските. Потоа, беше избрана во постапка за преговарање без објавување на оглас за да се премости периодот од раскинувањето со стариот и воведувањето нов партнер за ископ. Па, како може фирма од рангот на Топлина да одговори на задачата за ископ на јаглен и јаловина во рудниците на рек? Прво прашавме во самата компанија. До објавувањето на оваа сторија не добивме одговор. Прашавме во Електрани Северна Македонија, од каде одговорија дека фирмата ги исполнила сите услови на повикот, а се покажала и на терен изминативе месеци. Во својство на привремено ангажиран оператор коректно ги извршуваше обврските од договорот чија реализација почна на 2 јануари годинава. Исто така, користењето на подизведувачи и техничка поддршка од други компании дополнително предонесува за сигурноста на успешна реализација на договорот. Во секој случај, АДСМ преку стручните служби во рек Битола ревносно и внимателно ќе следи работата на операторот и реализацијата на договорните обврски. Подизведувачи се вкупно 4 фирми. Топлина рековме, во 2023-та имала 95 вработени. Фирмите што се нафатиле да и бидат подизведувачи, таа година заедно имале 1439. Топлина рековме, во 2023-та имала приходи од 12,6 милиони евра. Фирмите што се нафатиле да и бидат подизведувачи, заедно таа година имале околу 135 милиони евра. Најголемата фирма меѓу подизведувачите е Гранит, самата со приходи од 85,6 милиони евра и 1069 вработени во 2023-та. Логичното прашање е, зошто Гранит се нафатил да биде подизведувач на неколкукратно помала фирма од себе, наместо сам или како лидер на конзорциум да се пријави на тендерот? Прашавме. За сега не добивме одговор. Освен Гранит, подизведувачи се и Илинден од Струга, Топ Билт од Скопје и Градба Промет од Кавадарци.
Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, Гранит и Елинден се меѓу топ 10 компании во земјава, според висината на тендери добиени во последнава деценија, секоја со по околу 74 милиони евра. Најголемите државни сделки им се за изградба на патишта. Градба Промет е позната пред се во Кавадарци и регионот, меѓу другото и затоа што газдата Драган Тодоров е партнер во фирмата Михајлово ДОО со Митко Јанчев, сопственик на Кожувчанка, а од 2017-та и градоначалник како кадар на ВМРО ДПМН. Еве што ни изјави Јанчев во 2021-та кога го соочивме со фактот дека неговиот партнер во Михајлово ДОО е најчест добитник на тендерите во Кавадарци. Така е, да. Михајлово ДОО е едно детско одморалиште, една непрофитабилна компанија која што работи во интерес на децата. Тоа одморалиште потекнува од 80-та година, каде што Кожувчанка заедно со господин Драган Тодоров, кој што потекнува исто од местноста Бошева блиско Михајлово, од наши лични причини и емотивни причини, успеавме тоа одморалиште да го земиме, односно купиме за некакви средства, го комплетно ретвизираме и тоа е единствено одморалиште во Република Македонија која што остана во функција од толку многу добри одморалишта кои што ги имав. Оправдано е прашањето за судирани интереси? Судирани интереси не ги дам никакви. Градба Промет котира во општина Кавадарци од 2000 година или од 2006-та, така да не е измислена фирма од вчера, завчера или со моето доаѓање. Мислам дека претходно и повеќе учествуваше во делот на изградбата. Но факт е дека со доаѓањето на вас на чело на општината расте нивното... Не, со доаѓањето на чело на мене на општината расте целокупната комунална изградба. Од градба Промет пак на истите прашања тогаш одговорија. Во 2017 година, градба Промет инвестираше и во асфалтна база што дополнително ги зголеми нашите капацитети, можности и обем на работа, што резултираше со зголемен обем на реализирани проекти на самата фирма и една од причините за зголемениот обем на работа на градба Промет, а тоа се локалните самоуправи. Во однос на прашањето за потенцијалниот судир на интереси на господин Драган Тодоров заедно со господин Митко Јанчев како косопственици на фирмата Михајлово, сакаме да ви информираме дека тоа е фирма формирана во 2012 година, значи 5 години пред доаѓањето на господин Јанчев на функција градоначалник на општина Кавадарци. Соработката меѓу општина Кавадарци и градба Промет не е прекината. Само во првите 3 месеци од оваа година имаат склучено договори во висина од околу 1,1 милиони евра. За набавката на битумен од Костадин Нацевски, кадар на СДСМ во име... Најмал подизведувач што не е непознат кога се во прашање тендери е Скопски Топ Билд. Токму ВМРО од ДПМН во 2022 година бараше истрага за тоа што тогашниот шеф на јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални патишта и на кодредовите на СДСМ купи битумен од Топ Билд. Почитувани, случајот е јасен, има еден понудувач со нереална цена во услови на криза за тендер во кој што речиси половина од парите одат за услуги и за транспорт. Директорот на јавното предпријатие, Костадин Нацевски, за цело време се бранеше дека јавната набавка е спроведена законски и ги повика институциите да го проверат случајот. Сите претходно презентирани податоци отвораат и дилеми, но засега не и повеќе од тоа. Зашто? Сите приватни фирми имаат право да соработуваат и со приватни и со државни клиенти. Но кога се соработува со државата, важни се транспарентноста и отчетноста, затоа што се трошат пари на граѓаните. За последниот тендер за ископ на јаглен и јаловина се водеше јавна постапка. По изборот на најдобрата понуда, државните електрани одлучија да споделат дополнителни информации за јавноста. Нешто што досега не било случај. Од компанијата велеа дека посакуваат поголема конкуренција на тендерот, поради што најверојатно некои услови беа олеснети. Во тендерот, по кој е склучен сега веќе раскинатиот договор со Марковски компани, се барало фирмата да има годишен приход од најмалку 600 милиони денари за секој од последните 3 години. Во тендерот од крајот на 2024-та, на кој никој не се јави, и на последниот каде Топлина има најдобрата понуда, тој критериум е спуштен на минимален годишен приход од 350 милиони денари. Понатаму, во тендерот што го добива Марковски се барало економскиот оператор да има извршено најмалку една услуга, при што ископал барем 1 милион тони јаглен или пак 8 милиони кубни метри земјени или карпести маси. На пропаднатиот тендер на крајот на 2024-та, овој услов бил сменет на ископани 500.000 тони јаглен, заедно со 3 милиони кубици земја и карпи. На тендерот каде Топлина има најдобрата понуда, се бараат само 600.000 метри кубни ископ на што било,
јаглен, земјени или карпести маси. И додека овие критериуми се очигледно спуштени, кај други се забележуваат осцилации. Например, во тендерот кој лани го доби Марковски, се барало фирмата да има најмалку 160 ракувачи со багер. Тој услов бил намален на 54 багеристи за пропаднатиот тендер пред Нова година. Потоа, условот пораснал на 68 за тендерот на кој Топлина е најдобар понудувач. Слично и со раковачите на Грейдер. На тендерот од почетокот на минатата година се барало 28 оператори. За потоа бројката да се релаксира на 4, па пак да се заостри критериумот на 8 ракувачи со Грейдер. Ако логиката на релаксирањето на условите на еден тендер е да се привлече поголема конкуренција, зошто од пропаднатиот до успешниот тендер некои услови се заострени? Од државните електрани ни одговорија дека сакале да привлечат повеќе конкуренција, но истовремено да се обезбеди технички способен оператор. Со позиционирање на критериумот 600.000 метри кубни јаловина ископани во последните 4 години, се отвори можноста поголем број на релевантни компании да конкурираат на повторената постапка. Од друга страна, потребниот број на кадри и механизација како критериум беше зголемен по рекалкулација на минималните ресурси потребни за ископ на потребните количини на јаглен и јаловина, откако се направи промена кај динамиката на испорака на ископан јаглен од страната на економскиот оператор за време на рамковниот договор. Следниот чекор во потрагата по фирма која ќе копа јаглен и јаловина за рек Битола е потпишување на договор. За тоа ќе треба да се почека да измине рокот за жалби, кои во теорија може да доведат до поништување на постапката. Ако нема жалби или ако има и бидат отфрлени, Топлина наскоро ќе почне да работи според новиот договор. Конечната вредност на услугите во следните 12 месеци ќе зависи од потребите на рекот, но нема да смее да надмине 25 милиони евра. Следна тема. Законот за јавни набавки се чини дека е прекршен во најмалку еден член при извршувањето на договорот за изградба на 5 базени меѓу тогашната Агенција за млади и спорт, а сега Министерство за спорт и компанијата Енергоинвест Трейд. До сега откривме дека изведувачот на 5 базени го добил тендерот од 3,3 милиони евра за потоа да додели работа во висина од 2 милиона евра на еден од конкурентите на истиот тендер. По закон на подизведувач е дозволено да се префрлат најмногу 30% од вредноста на работите, а во случајов станува збор за 61%. Деталите од Михаил Милошевски. Пред околу еден месец ја подсетивме јавноста дека во 2020 година се потпиша договор за изградба на 5 базени од 3,3 милиони евра, кои требаше да бидат готови до средината на 2021. Излеговме на терен и еве како изгледаат некои од нив на почетокот на 2025. Овде се наоѓа недовршениот затворен базен чија изградба започна пред 5 години, но веќе подолго време нема никаква градежна активност. Објектот постои, но е во лоша состојба. Градежен материјал е расфрлан наоколу, а работната механизација е исчезната. Темата ја отворивме подпирајќи се на сознанија до кои дошле од невладината организација Центар за граѓански комуникации. Попатно дојдовме до нови, меѓу кои клучното, дека на објектите не работи изведувачот. Не работи ниту подизведувачот, туку подизведувач на подизведувачот кради вака на терен. Малце чудно, меѓутоа ситуацијата е таква каква е. Ни беа потребни уште неколку преписки, но на крај обезбедивме доволно документи за да заклучиме дека при изградбата на базените е прекршен законот за јавните набавки. Оваа зграда се води на улицата Илинденска во Скопје со број 29, а во неа според податоците од Централниот регистар, во четвртиот стан, во третиот влез, би требало да се наоѓа седиштето на компанијата Енергоинвест Трейд. Тоа е компанијата која во 2020-та доби тендер од 3,3 милиони евра, а за возврат требаше за 18 месеци да изгради 5 базени. До ден денешен нема изградено ниту еден. Дојдовме на врата за да поставиме неколку прашања, бидејќи не успеавме на другите начини. Никогаш не добивме одговор по електронска пошта и покрај уверувањето по телефон дека ќе стигне. На домофонот при притиснување на звоното за четвртиот стан се појавува името АД Бауер, фирма која е тесно поврзана со Енергоинвест Трейд.
Но и вака не ни одговори никој. Ниту од Енергоинвест, нити од Бауер. Бевме упорни да добиеме став од Енергоинвест Трейд, бидејќи додека истражувавме зошто базените се уште не се готови, дојдовме до документи кои покажуваат дека за време на спроведувањето на договорот прекршен е законот за јавни набавки. Еве и како. На 7 февруари 2020 година Енергоинвест Трейд потпишала договор со Агенцијата за млади и спорт по спроведена јавна набавка, со кој се обврзала дека за 3.263.521 евро ќе изгради 5 базени во Штип, Битола, Кичево, Ѓорче Петров и Киселавода. Требало да ги завршат за 18 месеци, што значи до јули или август 2021. Наместо тоа, на 15 август 2022 година, Енергоинвест Трейд воведува подизведувач, фирмата Eurovia од Желино Тетовско. Вредноста на работите кои треба да ги изведе подизведувачот се поделени за секој базен посебно, но и покрај лошата копија што ја добивме, успеавме да ја пресметаме вкупната вредност на договорот, точно 2 милиони евра. Тоа значи дека изведувачот му отстапил на подизведувачот да изврши работи со вредност од околу 61%. Еве зошто тоа е проблем. Во член 118 став 3 од Законот за јавните набавки е пропишано дека носителот на набавката може да воведе подизведувач или подизведувачи. Но чиј вкупен удел не смее да надмине 30% од вредноста на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не. Иако е очигледно дека не смеело да се најми подизведувач за вредност од 61% од работите, побаравме мислење и од најрелевантната институција за ова прашање – Бирото за јавни набавки. Го потврдија нашиот заклучок. Нов подизведувач, кој не бил претходно пријавен со понудата, може да се воведе за време на извршување на договорот за јавна набавка на барање на носителот на набавка, избраниот понудувач, со одобрение од страна на договорниот орган, но не повеќе од 30% од вредноста на договорот за јавна набавка, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не. Документите покажуваат дека пред да го склучи спорниот договор со подизведувачот, Енергоинвест Трейд побарал одобрување од Агенцијата за млади и спорт. Агенцијата и покрај законската граница од 30% им го одобрила. Што во таков случај? Прашавме во бирото. Ако пак договорниот орган го одобрил барањето спротивно на условите од членот 118 од законот, например во износ над 30%, одговорноста е на сите страни што биле вклучени во процесот на одобрување, а особено на договорниот орган кој имал обврска ваквото барање да го отфрли. Во случај на градежни работи треба да се има предвид и одговорноста на надзорниот орган. Изведувачите ни дадоа сигурна гаранција дека во моментот на воведување подизведувач, директор на Агенцијата за млади и спорт беше Наумче Мојсовски. Го побаравме за да го прашаме зошто дал одобрение за ангажирање подизведувач спротивно на законот за јавните набавки. Тој ни побара писмено да му доставиме прашања, што и го направивме. Поминаа 10 дена од тогаш и ништо. Но тука не завршуваат спорните моменти. Кога во 2020 се водела битка за тендерот за базените која ја добил Енергоинвест Трейд, еден од конкурентите била токму Eurovia. Што значи, победникот на тендерот 2 години подоцна некако имал есап да ангажира еден од губитниците. На 29 јуни 2023 година, кога Eurovia веќе е ангажирана како подизведувач, Енергоинвест Трейд склучува анекс на договорот со Агенцијата за млади и спорт. Основниот договор расте од 3.063.521 евро на 3.892.900 евра, бидејќи пораснале цените на суровините од пазарот. Тоа е зголемување за 19,3%, што е интересно, е во децимали блиску до законската одредба која вели дека основен договор не смее да се зголеми за повеќе од 20%. Само 2 дена подоцна, на 1 јули 2023 година, подизведувачот Eurovia си најмува свој подизведувач, фирмата Vivind. Деталите од тој договор не ни се доставени, но за потенцирање што Vivind е фирма стара неполна година во тој момент,
Потоа во февруари 2024 година Анекс склучуваат Енергоинвест Трейд и подизведувачот Eurovia. Цената на договорот за подизведување расте од 2 милиони евра на 2.437.074 евра. На крајот на 2024 година Анекс подпишуваат Eurovia и нивниот подизведувач Vivint. Интересно е што Eurovia се обврзува да му плати 2.543.288 евра на својот подизведувач, што е за 105.000 евра повеќе од парите што тие треба да ги добијат за базените. Така стојат работите, освен ако од Министерството за спорт не ни доставиле некој договор на нашето барање, да ни ги дадат сите. Не, таа фирма е воведена предходно. Таа е фирма... До овој момент, министерот за спорт тврдеше дека се прави ревизија на договорите за базените, но и дека одлучил додека трае ревизијата, да ги заврши објектите на терен со наследената ситуација. И ние затекнавме таа ситуација, као што ви кажав, после завршувањето на, ајде да кажам, тој брейнсторминг на сите во министерството, одлучиме да ги повикаме и да одиме по патот, као што ви кажав, паралелно да си течат ревизијата, вештачењата, а ние да имаме разговор со компанијата на Vivint и да ги продолжиме разговорите. Сега повторно прашавме дали смета дека е грубо прекршен законот со договорот за подизведувач во висина од 61% од основниот договор. Еве што ни одговорија. Според Законот за јавни набавки, тој договор е противзаконски и Министерството за спорт ќе постапи во согласност со законските прописи по завршувањето на вештачењето и ревизијата која е во тек. Доколку договорот не биде коригиран согласно законските прописи, на изведувачот и подизведувачот нема да им бидат исплатени средства над законски предвидениот износ и ќе им биде раскинат договорот. А едно од следните прашања беше, ако сметаат дека договорот е незаконски, кои чекори ќе ги преземат? Министерството за спорт ќе ги извести сите релевантни надлежни институции за понатамошно постапување. Нашата заложба е да работиме транспарентно и согласно со важечките закони и прописи. Воедно, настојуваме јавноста да има увид во она што го наследивме од Агенцијата за млади и спорт како затекната состојба, како и во сите мерки што ги преземаме за санација на ваквите состојби на најефектен начин, паралелно со реализација на новите проекти што се во програмата и стратегијата на Министерството за спорт, се во интерес на граѓаните и на спортот. И покрај ваквите одговори, барем до овој момент, Министерството за спорт ја продолжува работата на базените, врз основа на спорниот договор, за кој тие се согласуваат дека е незаконски. Дојдовме и до саботажата. Да ја видиме. Навистина е тешко да се биде општински советник. Налет нека се тие 20.000 денари месечно кога председателката решила да ја закаже седницата баш пред викенд. И тоа 2 часа пред подне. Нека се помачи. Емилија ќе дојде? Добро. Не, добро. Па не, маш. Готова бе, добро. Ја ракоти многу Ама сега не може некој шпитов. Да опушат цигари. Откако се подкрева чадната завеса од последниот дим, евидентно е дека нешто не штима. Бројката на присутни не е таква каква што треба да биде. Колку има сега? Нашите види. Да, тука е до мене. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Анчевска. Тука е. Драган е тука. Иде. Горан го има. Горан, барај го Горан. Кај е Горан? Горан, барај. Париката почнува. Изборот е лимитиран. Благодарејќи на модерните апарати за комуникација, врската е воспоставена. Бараното лице е достапно, ама место положбата и локацијата се проблематични. Кај си? Абе, од 10 е? Ти не ли гледаш? Кај си точно?
Леле, нема шанси, се нема мнозинство. Леле, паќе таксите могу најде брзо. Чекајќи го Горан, мора интензивно да се размислува на некоја солуција. Ако не, па да помогне опозицијата. Владимир, може малку? Кажете ми какви сте договорени со завршна сметка? Може да гласате? Гласате. Гласате, ајде да почнем седница. И вие немате луѓе, ја немам луѓе, а некој брза овде. Ке доаѓа? Па нема, за пола сати. Ајде еден нека. Ајде еден нека. Со кој председател? На општински. Знаеш? Там се тоа молење прави. Не сакајќи да се направи дополнителен напор. Единственото нешто е уште еднаш да се провери дали Горан е толку важен. Сепак, не се работи за обична седница. Потребни се 12 величенствени за гласање. Не, мора да има завршниот буџет се број. Други се мнозинство. Ама онde не се ступните. Завршните ја ступиш по време да преќаме да кажа така. Да, не знам. Значи, Горан е безобразен. Предизвиканата конфузија бара нова, малку подискретна, ама и појасна молба до опонентите. Вината се прифаќа, ама отсуството ќе има рефлексија и врзнив. Абе, Горан мисля во 11 да го идете вудијам да сметка завршна. Дај бе гласајте за сметка да завршна. Горан ми фали да почнем на време, што се заебавате. Ке ни парни совет беа. Вистинска среќа е што соломонското решение е побрзо од таксито во кое се вози Горан. Горан ке го Почни и не завршите да се погарам подоси. Сега ќе се. На крајот, достоинствено како што доликува. И тоа без Горан. Ја отварам 51-та пленарна седница на Совет на општина Кисела Вода. Пред да започнеме да ја чуеме химната на Република Македонија. Од преносот не може да се забележи дали Горан дојде или не. Толку колку што требаше, гласаа за завршната сметка. Бидете спокојни. Советот е спасен, а паушалите сигурно се легнати на сметка. Се одјавуваме за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ќе се видиме повторно в понеделник во 20:15.